Проблемот со палењето на страништата на оризовите ниви во Кочанско со години останува еден од најголемите еколошки предизвици во регионот. Пламените јазици предизвикуваат загадување на воздухот и непријатна миризба, а во последно време се и вистинска закана за учесниците во сообраќајот. Страништата и трските кои се наоѓаат покрај патиштата се палат со стари гуми, се створа така наречена завеса која смета и на сообраќајот, така да може да се случи некои сообраќајни незгоди. И покрај апелите на институциите и казните предвидени со закон, дел од земјоделците и натаму ја користат оваа практика за побрзо рачистување на нивите. Во лоцирање на сторителите се вклучени и од Министерството за земјоделие и противпожарната служба, но неопходно е да проработи и граѓанската свест. Ги охрабрувам и граѓаните, ако видат некои од сторителите на палење, како да ги кажеме, пиромани на тие површини, слободно да пријават, ќе ги откриеме. Имаме и со нова опрема, со дрон ги откриваме. Наместо да заврши во чат, оризовата слама може да стане корисен ресурс и за самите земјоделци. Таа може да се користи како суровина за производство на брикети и пелети за грејење, но и како материјал за производство на компост и органско ѓубриво. За Сител, Трајан Ристовски.